Еве назад во утринската на Телма да зборуваме малку за танцот и се разбира да промоветиме за успесите кои што танцовото студио Break a Leg ги имаше изминатава година. Бога ми многу надпревари, се надевам ќе пофатиме се и да ви презентираме и да позборуваме со Трајче за тоа. А се разбира и многу најави веќе за следната година, па зошто не вака новогодишно да не зборуваме малку повеќе за танцот како таков. Односно ќе зборуваме и за латино танците, ама ќе зборуваме и за хип-хопот или се она што младите малку повеќе го прифаќаат во последниве години. Ќе дознаеме и зошто е тоа така, но и како да се зачува оној латино танц, стандардни танци на кои што сме навикнати да ги гледаме и тие грациозни изведби на сцените и на подиумот. Добре дојдовте. Многу гости, одиме со ред да ги представам, само да не сгрешиме, а навистина ќе имаме и што да си споделиме заедно. Имаме дури и гости кои што не се од Македонија. Па прво ќе ја прашам нели која е причината што баш за новогодишниве празници за новата година сте во нашиот главен град, така ли? Зашто не? Скопје е прелеп град и мислим да е добро да барем едному у животу долазиш у Скопје и проведеш нову годину со свим луѓима, а најболje со пријателима. Наменски, работно или приватно? Наменски. Значи работа и задоволство. Задоволство. Добро, ќе се обидеме и нешто да подпреведеме, нели, да се разбира, да им појасниме на нашите гледачи, затоа што еве веќе кога ја слушнавме, тоа е Фиона Џонсон од Словенија, директор на интернационалната денс организација. Добре ни дојде во Македонија и во нашето студио. До неа, ајде кога сме веќе кај гостите, Урош Крстич, косопственик од Србија на Break a Leg. Добре ни дојде. Bolje vas naš. Наменски или некако се собравте? Ovde je uvek spoj i uživanja i posla, tako da na neki način uvek je spontano, interesantno, evo sada pogotovo za novogodišnje praznike. Така. И се разбира домакинот, Трајче Петковски, Break a Leg собственик, веќе добро познат, многу пати гостин кај нас во студиово. Добро утро, среќна нова година, поздрав до гледачите на Телма телевизија, благодарност до вас за поканата. Ете, денеска е празник, игњат, жена ми рече, и како ќе ти тргне денот, така ќе ти биде цела година, значи цела година по телевизија и во Телма ќе бидам цела година. Уште еднаш благодарност и се надевам дека ќе имаме супер. Па со оглед на она што го најавуваш за следната година, бога ми и така ќе ти биде следната година. Да ти кажам. По телевизија, за оглед на настаниве кои што треба да се случуваат. 15 години прославивте како Break a Leg 2023, нели оваа година зад нас. Верувам имало турбуленции и убави и лоши работи кои што се секогаш на убавите се сеќаваме. Вака сума сумарум кога ќе направиш од оваа перспектива? Сума сумарум да некој ни кажеше во 2008 дека ќе дојдеме на ова ниво 15 години подоцна и дека во овој правец ќе растеме и ќе се развиваме, не би му верувал. Ние бевме ентузијасти со Андријана, тоа што сакавме да го направивме. И исклучително сме горди и задоволни од тоа што стана Break a Leg низ годините. Стана студио кое што е во две држави, студио кое што сите тренери кои што работат се наши дечиња, односно почнале на 5 и 6 годишна возраст и сега тие го пренесуваат своето знаење на новите генерации, клуб кој што организира светски и европски првенства секоја година, промотор на државата каде додиме, да не се фалам толку, ама навистина мислам стварно да се споменат странци доаѓаат кај нас, го посетуваат Скопје, посетуваат Македонија, дознаваат за македонската култура, за македонскиот танц, за општо за Скопје како град и навистина сме задоволни. Не прославивме 15 годишнина, чекаме да го отвориме новото студио. Значи на 16 годишнината ќе славиме 15 годишнина. Битно е да се слави. Да, така што се радувам на месеците и на годините кои што ни доаѓаат со Break a Leg и предизвиците кои што ќе ги донесе 2024 година. Така е, дека се развивате одлично, покажува фактот на многуте членови над 400 кои што ги имате во клубот, но и еве надвор од границите, некако да го врземе и гостинот од Србија. Како почувствувавте потреба и се разбира не е баш лесно, а и во својата земја нели го знаеме сензибилитетот, знаеме каде што како да се посветиме, не е баш лесно во друга земја да истрасираш нов пат од почеток, да почнеш и да се развиеш исто така таму. Па тоа беше само во мојата глава и во ниедна друга глава, искрено тоа беше период за време на короната. Размислав што ни фали во животите
На мене и на Андријана ни фалеше уште една нова компликација, еден нов предизвик. И кога и реков, викам, слушај, ќе отвараме студио во Србија, и она и Урош беа запрепастени, со Урош сме пријатели од претходно. За да отвориш клуб во друга држава, првенствено ти треба човек од доверба, човек кој што не можеш да го проверуваш, да го преиспитуваш, тука едноставно го правиш тоа во моментот што го чувствуваш, и многу сум задоволен како се развиваат работите во Ниш, во центарот на градот, во срцето на градот ни е студиото. Урош одлично го води клубот, партнери, ортарци, другари, се сме, значи се во 3 во 1 сме, така што и таму одлично напредуваме, имаме врвни тренери кои што ги водат програмите и се надеваме на исто така големи успеси. Колку време работите таму? Од 2021 година. Од 2021 Сега прославивме роден ден. На 2 декември беше? Први е решен, да. Урош, Први таму официјално, прославивте да, или таму се чека следнава година за да се прослави, пошто овде чекаме другава година да прославиме. Обзиром на околности кои прате Break a Leg као бренд, сада су увек нека дешавања, дали викендом сваким или сваким другим радним даном, така да ми смо тај роđendan прославили успут на едном такмичење где смо сви заедно певали песмицу, и тоа било заista сасвим доволно у смислу броја чланова кои учествуваа у томе, така да. Значи попатно славење. Баш во викендите кои што секогаш се ангажирани за тие надпревари, нели? Увек смо негде, али е било прелепо. Ете, беа на надпревар Break a Leg, Ниш со Break a Leg Скопје, нормално ја не бев на таа прослава, пошто јас славам секогаш една година покасно. Да, ти следната. А како се развива Break a Leg во Ниш? Според теб? Јако смо задоволни, тренутно смо на преко 100 чланова у овом моменту, у едном граду кој јесте мањих размера во односу на Скопје, али с друге стране опет са заиста великим бројем здраве конкуренције, деца се јако лепо носе са тим новим именом, новим за Србију. Моje lično je bilo strahopоштовање prema Break a Legu kao brendu pre svega, pre nego što smo počeli da radimo, i ono što mi je jako drago jeste što je apsolutno ista energija i doživljaj koji ljudi imaju ovde prema tom brendu, proizvedeni gore sada već nakon 2 godine, i bivamo smatrani, neskromno moram da kažem, za jedan klub koji podrazumeva isključivo kvalitet i ništa drugo, i u edukaciji i u radu sa decom i u trenažnom procesu, tako da ljudi su to, i publika je to prepoznala, i za nas je to jedna velika žurka sada gore. Да, сега веќе е журка, mnogo više нормално, uživamo кога ќе u се radu nego постават na работите. početku. Тешкото поминало, веројатно, првите години е тоа така. А колку сте конкурентни? Да речеме, Break a Leg во Македонија е во топ 3 клубови од таков тип. Колку сте вие таму, колку успеавте да се издигнете и да сте... Meni je lično jako teško da objektivno to kažem, jer gledam iz za nadprevarite, so osvoјување na mesta, su talentirani, neli tančari. Opet ja imam veliko strahopoštovanje za trenere u Skoplju, zaista dugi niz godina unazad, ali se maksimalno trudimo, i da budem iskren, neka moja lična očekivanja smo vrlo često znali i da premašimo za ove 2 godine, tako da ja se nadam i pretpostavljam da su Trajče i Andrijana jako zadovoljni našim učinkom gore, odnosno da smo svi zajedno kao porodica van granica Македонија успели да направиме. Урош вика, очекувањата се надминале, вака малку да пофатам и со превод. Каква е оценката ваша? Мене ми ги надминува очекувањата, значи страшно добар оратор е вака, значи доста збори, значи да бидеш член на Break a Leg и да излезеш на телевизија, мора да збориш многу. Не секогаш да играш. Да, разумели сме се pre емисија. Нашите очекувања искрено, како што кажа Урош, се надминати. Зошто баш таму? Зошто баш Србија? Зошто баш Ниш? Контактот беше со Урош, па можеше полесно да се најде и лице и човек кој што таму може да го пласира сето тоа? Секако, ние Урош веќе го имавме како другар, како пријател. Ниш е град кој што е блиску до Скопје, менталитетот е буквално истиот, супер град е, супер атмосфера, и Ниш е град на танцот, има голем број на танцови студија, така да има здрава средина за да се расте и да се развива, што се оди погоре во, нели, погорниве градови од Белград нагоре, многу потешко и да се контролира, и нормално, пак ќе кажам, многу е тешко да се најде лице од доверба која што би сакала да го прави тоа од срце и од душа, и да сепак да имаш танцов клуб е да трошиш и да жртвуваш свое време во име на развој, раст и развој на другите, така што Урош беше вистинскиот човек.
и Ниш беше вистинскиот град баш за таа работа. Добро, да ја вклучиме Фиона сега. Фиона, кога ја имате комуникацијата со неа, од кога? И се разбира како се разви таа соработка со оглед на тоа дека Фиона е директор на Интернационалната денс организација, што тоа значи за вас како клуб? Еве вака, значи јас ќе дадам вовет. Фиона е спортски директор во IDEO и е сениор вајс президент во IDEO. Дојдена е во Скопје поради светското првенство кое што ќе се случува оваа година. Секое светско првенство си има критериуми кои што треба да се исполнат. Ние како град и јас како организатор ги исполнуваме тие светски стандарди, но сепак од време на време тие работи треба да се проверат, да се види како се развива ситуацијата на терен и понатаму може таа да ви каже во однос на незините ангажмани во однос на Светската федерација. Фиона, да, колку е подготвена Македонија за едно светско првенство танц? Ја морам овако почет. Прва, врло важна ствар е да е почело веќе 2 години назад са европским и тоа е било оно што е било најбитнije. Дали ќе организатор проći све критерije, дали ќе урадит ствари како треба и морам реći да Трајче урадио ствар изнад стандарда, поставио нови стандарде и тоа е оно што е за нас као организација меѓународно врло важно. Што и не е толку за занемарување европско првенство, кое што нели Фиона вика беше како тест за вас, така. Го имавме минатава година беше 2 години поред имаме. 2 години поред ги имаме, каде што 35 земји учесници, така колку се? 2500 до 3000 надпреварувачи по првенство, но светско првенство е веќе како да ви кажам друга лига, повеќе континенти се во прашање, многу е поголема одговорноста не само во број на танчеви, него самата титула, значи престиж светското во хип-хоп е врвот во однос на танцот во светот, така што за нас е огромно признание да имаме шанса да го организираме и нормално предизвик мој личен е да ги импресионираме тие што ќе дојдат од она што може Македонија да го понуди. И оно што е најбитнije сад, светско првенство, поготово овој титули хип-хоп, тоа е наше најважније првенство. И надам се да ќе и град Скопје и Македонија сама као држава разумијат какво убиство е, каква промоција то стварно е. Јер то не е неко такмичење кој долази за еден дан, направимо 2 меча и идемо куќи. Не, овде ќе луѓе бит 7 дана, 9 дана, но видиш, јер сме додали још нешто. 9 дана, око 5000 луѓе ќе бит овде, нихови родители, публика, све ќе дојдь и овде ќе видат и ваше гостолюбство. Биче овде у вашим дуќанима, ресторанima, јер храна е прелепа, биче на такмичењу. Така да тоа е врло битна ствар. Ја се стварно надам да ќе разумет ову ширину спортског туризма, промоција и свега тога кој сад одлази не само во Европску унију, тоа одлази на свет. Ми стварно чекамо луѓе да долазе из Америке, из Австралија, из Африка, из Азија. Тоа ќе бит стварно велик спектакл и надам се да ќе луѓе тоа разумет не само причом, него и фактом. И тоа е увек новац. Да, па нормално. Да се надеваме дека и градот, и државата, па и луѓето ќе ја разберат тежината на ова светско првенство, како што споменавте вие, и ќе бидеме добри домакини и ќе можеме да се покажеме и не само во оној дел со организацијата таму, него и како луѓе гостопримливи какви што сме, така ли? Па, можам бака посликовито преку бројки да ви објаснам, имаме побарување од Канада како репрезентација. За 180 соби во еден хотел сака да се сместат. Скопје нема такви капацитети 180 соби да смести една репрезентација или една Словенија која што ќе дојде со 750 надпреварувачи. Тоа во бројки заедно со родители и со сите останати е околу 2000 луѓе само од една држава. Замислете си 40 земји доаѓаат. Ние очекуваме негде од прилика 15.000 минимум туристи кои што ќе бидат. Значи Скопје ќе биде преплавено со туристи во октомври. Тоа, како што рече Фиона, е огромна финансиска инекција за државата, првенствено заради тоа што тие тука ќе пијат, јадат, ќе се забавуваат, ќе трошат пари шопинг и така натаму, значи ќе се запознаат со културата, дел од нив може ќе им се допадне Македонија, верувам сигурно дека ќе им се допадне и повторно ќе се вратат и ќе ја посетат. И ќе раскажат, тоа е на крајот на краевите за некој кој што е од Индонезија или од Мексико, Скопје е непознат
значи непознаница. Македонија е непозната држава. Ќе се запознат голем број на нови континенти со нашата земја и што може таа да го понуди, така што вака е многу тешко да се објасни колкав голем проект е ова за државата. На крајот на кревите 10 дена седат тие странци од сите континенти во Скопје. Рековме седат, имаме капацитет за каде да седат. Јас се надевам дека ќе можеме да ги сместиме. Големите репрезентации нормално е дека имаат поголем поварување и мислам дека ќе успееме да ги изменаџираме сите репрезентации. Има и помали репрезентации. Пошто заедно не е таа бројка незначителна. Од 100 луѓе од Кореја ќе дојдат. Тоа е повторно голема бројка, не е тоа мала бројка која што доаѓа. За нас како организатори, односно за Аидио, може да се тоа релативно мали бројки кои ќе споредиш во однос на 2000 луѓе од една земја кои ќе дојдат, но сепак 100 странци од една држава е повторно промоција и за Македонија и повторно е предизвик за нас како организатори да се покажеме во најдобра можна свет. Го спомнавме хип-хопот, нели, кој што е актуелен кај младите денеска, но што станува со латино и со стандардите? И како се уште да имаме добри таму танчари, како младиве, нели, да ги насочиме и во тој дел? Сите некако помодарство е, нели, овој уличен данс, тоа ќе го викнете Илија Карадаковски, од Did the Beat. Илија Карадаковски е експертот што тоа се однесува за латино танците. Ова ќе биде само за хип-хоп? Ова е за хип-хоп, но во ноември оваа година, значи затоа оваа година е многу значајна за нас, во ноември имаме светско првенство во латино. Брейкалек, односно и Дабит и Брейкалек заедно организираат светско првенство во латино, каде повторно над 20 земји ќе бидат дел од ова првенство, односно негде околу 2500 надпреварувачи ќе дојдат во Македонија и повторно ќе кажем, и тоа е супер настан за раст и развој на баш на овој сегмент на латино танците. Минатата година имавме шанса да се организира исто така голем шампионат и поминавме супер и се надевам дека ваквите настани ќе бидат доволна промоција, односно мотивација за танчерите и танцовите клубови во Македонија, ако не друго да дојдат да погледнат и да видат што се работи во светот, што е актуелно, што е светски квалитет. Не е дека ние сме слаби, супер конкурентни сме во Фиона ќе ја прашам сега, тоа сакам сега да прашам. Но треба нормално да растеме и да се развиваме. Фиона, сериозно, значи без Јас сум увек сериозна. Да, и пофал, да видиме до кај сме ние. Овако. Нормално работа треба секогаш, но можеме ли да се носиме? Прво да кажемо да истина е хип-хоп и латин се два различити светова. Тоа е као што да би рекли хип-хоп и класични балет. Тоа се тако разликuje. Менталитет е другачи, ради другачи, све е другаче. Око нивоја, морам овако реч, Македонија е увек била у хип-хопу, врло добра, у финалима и ово ќе и дале расти. Али, знате, у спорту е овако, иде горе, иде доле, иде горе, иде доле. Све зависи од генерација кој ти добиеш. И еден наш најболи партнер у свем ове око хип-хопа е увек Брейкалек. Сад не можам толку добро причам о небо, jer ќе имат крону на глава. Ама многу дипломатски почна да ми одговара. Сакам конкретно, не бива или треба да работиме? Не, увек треба радити. Никад у плесу никад не смеш да застанеш. И ако застанеш мало, паднеш ван. Jer ovdje na svim tim takmičenjima brojke zvuče vrlo ogromne, ali morate nešto razumjeti. Mi imamo samo določen broj ljudi koji može da ulaze na svjetsko i da mogu da ulaze na evropsko. To nije otvoreno. To znači da federacija... prethodne kvalifikacije i onda imaš samo 3 najbolji i samo 10 najboljih i samo 5. Mislim, to sve zavisi od discipline, ali Makedonija je uvek imala evropske i svjetske prvake i uvek će ih imati. Sad imate vrlo mladu generaciju koja je vrlo dobra, vrlo talentirana i vrlo dobra. I to će sad rast. I ja vam kažem da uskoro ako sve ide tako kako treba, pjevat ćemo makedonsku himnu i na ovom takmičenju. A oko Latina, za Latin ovo je teritorij koje može da raste. Ali treba malo više da se investira, kako rekao Trajče. Škole moraju da dođu. Ovo je najbolja promocija, ne samo promocija, nego znanje. Ti kad dođeš na takmičenje, ok, možda ispadneš, super, ali ako ostaneš i vidiš šta je dobro, šta ti treba,
puno se naučiš. I to je poanta. Takmičenje, ok, ko je zadovoljan? Onaj ko pobjedi, jer onaj već drugi nije zadovoljan jer on bi htio da pobjedi. Uvijek je tako. Tako da takmičenje nije samo bitka, nego je ono što ti možeš da uradiš, da si ti bolji. Da, i dobro je da ima ocenka, da vidiš do kade si, neli, za da знаеш колку треба да работиш, односно што се цени, што е потребно, што другиот направила е подобро од тебе, затоа се и надпреварите. Нормално дека успехот треба да го имаме и се цени, затоа што надпреварите се за тоа, секој сака да земе некоја награда, но во секој случај добро е за да може да се оцениме до каде сме и што сме. Со оглед на тоа дека имаме успеси, може да ги споменеме. Значи, трече, Мила, ќе ја споменам. Мила постојано ја споменуваме, одлично и драго ми е што и понатаму продолжува да реди успеси, нели, како расте и да се посветува на танцот, пето во светот, така? Да, последното првенство, да. Дополни ме. Да, пето во свет, лани на европско првенство е оваа формација која што ја гледате, беше трета на европско. Од 30. Така што мене ми е поважно, резултатите е една работа, она што го спомнав, мотивацијата е сосема друга работа. Сега се повеќе квалитетни клубови од Македонија се вклучени во системот на надпреварување. Значи, супер конкурентни се Аква од Скопје, Еурека, Eat the Beat, One Way од Струмица, други градови се вклучуваат во овој систем на работа и тоа е тоа што нас не радува. Ја конкретно зборам сега за хип-хопот. За Волатинот имаат нови клубови кои што се вклучуваат и децата имаат можност за една здрава конкуренција и да се надпреваруваат. Фиона Превеска спомена, значи да одиш на едно европско или на светско првенство не значи дека ти си пројавил желба и можеш да се надпреваруваш. Не, мора да поминеш преку систем на квалификација, односно на државно првенство, па од оние 100 солисти само 10 учествуваат, најдобрите 10 учествуваат на светско првенство или од 10 формации најдобрите 3 се надпреваруваат. Значи, само едно елитно одбрано друштво може да учествува на вакво првенство. Еве и Словенија ќе ја споменам. Во Словенија имаат 20-30 формации во една категорија. Од тие 30 само најдобрите 3 одат на светско првенство и тие 3 се топ, значи топ класа. Замислете се сега толку репрезентации со толку најдобри формации, за каков квалитет станува збор. Значи огромен квалитетот кој што е на светско или на европско првенство и она што е многу битно е, без разлика на тоа каков резултат ќе се оствари, што ние можеме да извлечеме поука од овие надпревари. Не само јас како организатор, не танчерите, туку и тренерите и родителите да видат дека мора да се работи за да се напредува. Местото е една работа, напредокот е сосема друга работа и ако ние продолжиме да работиме со исто темпо, еден ден, како што спомена Фиона, еден ден и ќе се пее македонската химна на светските првенства. Сме имале таква прилика на европски првенства, сме биле многу близко и на светските, сме биле светски вице-шампиони. Горчлива е таа насмевка, морам да кажам, но сепак втор во свет е исто огромна работа. Анди Исмаили од Гостивар неколку пати беше светски првак во модерен балет, значи сме слушале химната, но мораме да продолжиме со исто темпо да работиме за да се надоградуваме и заеднички растеме како една танцова заедница. Со оглед на ова се што ми го кажавте, дефинитивно како е денеска, како ви кажат, како што ќе правиш денеска, така е, дефинитивно оваа година ќе зборуваме за танцот. Да. Така ли? Да. Ви благодарам многу. Ви посакувам да се развивате како што нели сте почнале, вие таму во Ниш како овде да достигнувате многу. Нечемо се обрукати сигурно. Така е. Па не, види, вие сте веќе засебно, така. Иако сте сестрински клуб, братски сестрински како викаат, во секој случај верувам дека нели засебно имате навистина талентирани млади кои што треба да освојуваат. Апсолутно, али овде е само питање напретка едnog великog бренда, здраве конкуренција меѓу децом, младима, тоа е оно што нам е најбитнije. Така. Фиона, ќе доживееме и ние злато на светско. Така, кој што ги слушав, веројатно за брзо. Чувајте се таму, кажи им на тоа клубовите. Поздрав, ви благодарам многу. Ми беше пријатно. Ви благодарам, само дека може да се заблагодарам на сите тренери, до сите родители, до сите танчери од Break a Leg, до Андријана
и до останатите тренери кои што го направија клубот да биде таков како што е, бидејќи без тренерите, без танчерите и без поддршката од родителите не би биле тоа што сме сега во моментот. Се тоа е взаемно поврзано и ќе ги поканам да го зирнат новото видео каде што на плоштадот пред некој ден 300 деца, нешто неверојатно што во Скопје се случи, 300 деца на сцена играа во исто време, така што секоја чест за тоа и верувам изгледа интересно сето тоа, кое што може да се најде на вашата фан страна. Благодарам уште еднаш.